Екс-министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски на еден ден по изборите во 2011 година бил два пати уапсен. Првиот пат вели брутално, вториот пристојно, но пред телевизиските камери. Малтретиран, тепан, врз него газеле полициски службеници. Вака сведочеше во кривичниот суд оштетениот во случајот на СЈО тортура. Во еден момент ме легнаа на земја како најголем криминалец. Иако не давав отпор и ништо не коментирав. Ме газеа. Еден од полицајците извади пиштол, ми ја сврте главата и ми го стави до образот пиштолот и со денови во шутка се гледаше трага. Почнаа да ме пцујат. Еден од нив ми рече: "Ова ти е поздрав од шефот." Друг пак, пцујајќи ја мојата сопруга, рече: "Не ти бега 7 до 8 години затвор, да ти жената." Јас единствено што му реков е дека знам дека ме намести твојот шеф Саша. Некој рече да не се спомнува името Саша, туку шеф, дигајќи го на ниво на библиска личност, бидејќи во Библијата стои: "Не го спомнувај залудно Бог." Тврдеше дека имал повреди на грбот долг период по апсењето и тоа му влијало и на психичкото здравје. Денес вели не ни сака да се сеќава на тој ден. Во судницата Бошковски го препознава само припадникот на Алфите Новица Станковски. Додека се обидуваше Бошковски да ги препознае припадниците на Алфите, го исмејуваа, а екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, кој е прво обвинет во тортура, го гледаше намуртено. Конечно во Македонија се враќа правната изгубена држава, дека мојата позиција и моите тврдења низ годините наназад биле вистинити. Верувам во судот, верувам дека конечно за сите оние кои беа неправедно обвинети, неправедно осудени, ќе се обноват поставките и вистината конечно ќе победи. Политички реваншизам, така гледа Бошковски на неговото апсење, бидејќи час по случувањето имал закажано пресконференција на која требало да изнесе докази за фалсификати, измами со гласачки ливчиња. По испрашувањето од СЈО-то одговараше и на прашањето од одбраната, кој акцентот го ставија на тоа како и каде ја фрлил кесичката со пари. За наредното рочиште закажано за впеток, СЈО ќе ги презентира доказите, откако обвинителството ќе исцрпи доказната постапка. Бошковски повторно ќе сведочи по барање на одбраната.